Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и со мене ќе бидете се до самиот крај на денешното издание, се до 14 часот, до кога впрочем трае и оваа емисија. Секако вчера беше исклучок, како што рековме, поради Купот на Македонија, меѓутоа денеска си одиме редовно, така што ќе можете да се јавувате и да коментирате на темите на прашањата кои што ќе ги поставиме. Денеска започна новата рунда разговори за надминување на проблемот околу името. Никос Кодзијас пристигна во Охрид. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас од вчера попладне во официјална посета на Македонија. Тој во Охрид беше пречекан со високи представници од Министерството за надворешни работи, пошто имаше работна средба со неговиот колега, македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Денеска двајцата министри ја започнуваат и официјалната преговарачка рунда за спорот со името. Ова е трета средба меѓу Димитров и Кодзијас, која се случува една недела пред новиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, во кој владата очекува да добие безусловна препорака за почеток на преговорите. Пред пристигнувањето на Кодзијас во Охрид, шефовите на дипломатиите на двете земји изразија оптимизам и надеж за успешни преговори и позитивни резултати и за двете страни. Наскоро се очекува и средба на двајцата премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, средба за која шефот на македонската влада рече дека е клучна за решението. Тоа што се однесува до првата тема, почна новата рунда разговори за надминување на проблемот околу името. Кој е вашиот став? Како што споминавме, ете денеска е официјално и Никос Кодзијас во Охрид, каде што ќе има уште една средба, каде што започна всушност и средбата со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Тука секако се отвора уште едно прашање кога станува збор за оваа средба. Како што споменавме, оваа средба се случува токму една недела пред извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, па што сметате во таа насока, дали ќе биде позитивен овој извештај и покрај тоа што владата очекува да добие безусловна препорака за почеток на преговорите, дали откако ќе се добие овој извештај ќе започнат веќе преговорите. Тоа што се однесува до првата тема. Втората тема, ние разговаравме во изминатите емисии токму за интерпелацијата која што ја побара опозицијската ВМРО ДПМН, со тоа секако и се врати назад во собранието. Вчера се случи гласањето за недоверба на владата на Зоран Заев, меѓутоа со 40 гласови за и 62 против, собранието не изгласа недоверба на владата на премиерот Заев. Дали очекувавте дека во оваа насока ќе се случи гласањето? Што сметате, која беше причината? Ете, вчера имавме таа тема, која беше причината поради која што секако опозицијата побара ваква интерпелација токму сега во овој период кога се и актуелни кога е актуелно всушност и преговарањето околу прашањето за името, и дали сметате дека на овој начин сакаше опозицијската ВМРО ДПМН да го оправда своето враќање во собранието. По целодневна дебата со 40 гласови за и 62 против, собранието не изгласа недоверба на владата на премиерот Зоран Заев. Вкупно гласа 104 пратеници од 107 присутни. Воздржани беа 2 пратеници. Иницијативата за интерпелација на владата ја поднесе опозицијската ВМРО ДПМН со потписи од 40 пратеници. На гласањето му предходеше долга дебата со обвинувања и критики од опозицијата за расипништво, криминал и продавање на државата, како и контраобвинувања од пратеници од власта дека тешко се поправа она што некој цела деценија душмански го уништувал. Премиерот Заев во своето обраќање пред пратениците уште еднаш ја повика опозицијата на конструктивност во интерес на државата и во пресрет на евроинтеграцијските процеси. Своје обраќање имаше и екс-премиерот Никола Груевски. Во услови кога 22% од работно способното население се уште бара работа, во ситуација кога нема резултати од работата на владата во овој сегмент, кога нема ни странски ни домашни инвеститори, како што имаше преходно, тие се трудат од петни жили да објаснат дека заштедиле на патни трошоци. Скандал е кога во преговорите со Грција
ќе се доведете во ситуација да молите барем внатре во земјата да се нарекуваме со нашето уставно име. Тоа е скандалозно лошо преговарање. Не е проблем да се разговара за името, за да се најде решение. Тоа сме го правеле сите влади во минатото. Но да се разговара на начин што ќе се доведеме во ситуација да молиме за тоа како ќе се викаме по дома, тоа е едно. Скандал е ненајавено на избори да ги ненајавено на последните избори да ги качувате даноците и да го полните буџетот одземајќи дополнителни пари од џебовите на народот и на компаниите. Скандал е денешното обраќање и на госпоѓа Шекеринска, со која таа дава наредба на партискиот суд колку требало да не осуди нас како нејзини политички противници. За да се создадат услови за темелна промена и за отстранување на последиците од разрушениот систем, неопходна е вклученост на сите одговорни политички фактори и малку повеќе време. Системот мора да се регенерира внатре во самите институции. Не може да увезете системот надвор, некој да ви го донесе. Тоа мора, почитувани граѓани, сами да го направиме. Низ тешките политички премрежија се создаде парламентарно мнозинство која презеде одговорност. Затоа апелирам на одговорно однесување и инклузивност, на конструктивен придонес, за да ги спроведеме реформите, да не правиме од Република Македонија современа, европска држава и општество достојно за живот за сите граѓани, без исклучок. И конечно да ги оствариме нашите стратешки цели, а тоа е членство во НАТО и во Европската Унија. Да не запаметат како генерација која ги оствари стратешките интереси на државата и на граѓаните. И не можам да кажам дека во одредени моменти, за одредени ситуации оваа отворена можност не беше прифатена од опозицијата. Но не му е лесно на новиот шеф на опозицијата. Јас дури и оваа иницијатива за спроведување постапка за изгласување доверба за владата во Собранието на Република Македонија ја прифаќам како можност за преиспитување, за резимирање на ефектите од спроведување на досегашните политики и од работата на реформите. Така. Тоа беа изјавите на премиерот Зоран Заев и на екс-премиерот Никола Груевски токму за интерпелацијата, она што се случуваше вчера во Собранието, која, како што кажав, го побара опозицијската ВМРО ДПМН. Следуваат секако и тука се отварат и прашањата. Што сметате зошто токму сега се побара интерпелација на владата, гласање на недовребана новата влада на Зоран Заев? Што сметате, која беше целта за вакво нешто и дали очекувавте дека во оваа насока ќе се изгласа? Дали имаме гледач на линија? Поздрав до тебе, Мартина, и до Телевизија 24. Благодарам, поздрав и до вас. Ја ќе дискутирам за интерпелацијата на владата на Република Македонија. Добро. Прво и основно да се разбереме. Нека дојдеја господата од ВМРО ДПМН да влезат во собрание и да побарат интерпелација, не од дома да бара интерпелација. За 9 месеци чаробно стапче Зоран Заев нема за да ги санира сите оние последици што се направени од 11 години. Урнисана Македонија до темел, задолжена до коска и сега мора на некој начин да се врши санација на државата. Со влегувањето на овие пратеници на ВМРО ДПМН на ваков начин, тоа е кукавишлост. Не е ништо друго. Тука Никола Груевски кажува некои невистиници, криминали, не знам, корупција. Извинете ли, за 11 години си ја кажува својот криминал, си ја кажува како го правил. Еве за овие 9 месеци, јас ќе ви потенцирам. Од Министерството за транспорт и врски се исправили двата главни патишта кои треба да се градат. Се зедали пари. Тоа е нивен долг. Не е долг на 9-месечна влада. Друга работа. Сите оние долгови што постоја да се враќаат со 7%, 5,5% од позаемниците што ги се правя во странство од банките, а сега се санираме ние. За 9 месеци добро е и олку што останаме ние на сцената на државата. И сега кога веќе
имаме на некој начин еден напредок, едно живнување во самиот систем на државата, и надворешна, и натрешна. Веќе се отвори Македонија. Македонија беше 11 години, Мартина, во Ќорсокот. Та беше затворена. Сега, овде некоја љубомора изгледа или нешто што му е на господа во ВМРО ДПМН, дека Македонија се отворе со европските земји, со балканските земји, со светот, и оди да аплицира во НАТО, во Европска унија. Еве денески се договарат и ќе се договарат. Да знаете дека ова што го прави оваа влада никогаш во 11 години не се направило од постоечката влада на Никола Груевски. Ние знаеме само диктатури. Тој се повика на Штеринска наредувала да ги казнува суд. Не е вистина. Судот никој не го му наредува, судот си сам си тера, обвинителството сам си тера. Ние кажавме во времето дека судот, обвинителството ќе бидат надвор од политичките сцени. Затоа нека не се лути Никола Груевски што оди секој ден во суд, треба секој сат да оди. Затоа што ние 11 години, да ви кажам право, и децата наши, и ние проплакавме. Имаме сиромаштија до коска сиромаштија. Затоа нека се зафатат за работа овие реформски закони што треба да се донесат, нека се донесат во собрание. Тоа е за сите во Република Македонија, не само за СДСМ, за сите. Ја кажувам, сите граѓани во Република Македонија ќе осетат подобрување, али немојте сега ние одма за 9 месеци да лепниме како да сме килје која сила. Ние сме на малечка државичка, каде што беше многу сиромашена, и искрено да ви кажам, јас го зборував тој порано и сега ќе го кажам отворено, 18,5 милиарди евра во капитал и во пари се е изедено од Македонија. Каде се тие пари? Еве ги сега недосодносите за патот од Тетово од Кичево до Охрид. 200 и кусур милиони евра треба се дупло донираат таму. Така да нека извини Никола Груевски, ако него не му достасува нешто во животот, нека си се покрие подобро со срамот. Со срамот ще го направи Македонија. Сега кажу дека ние надвршната политика не сме лоцирале како што треба. Нека извини, за 11 години надвршната политика не беше нити спомната, нити имаше надвршна политика. Али сега веќе надвршната политика на големо ниво примат функционери наши во Германија, во Америка, во Кина, а со грците да не ви кажам, секој две недели се гледаме, што никога што не било 28 години не било. Еве сега се случува. Така да, ние сакаме да влеземе и во НАТО и во Европска унија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Со се што кажа претходниот гледач се сложувам, да не се повторувам. Добро. Вчера од време на време вртев на Собраниски канал и гледав што се случува во собранието. Ќе почнам со Груевски. То сето што му го напишали и што го прочита, исто како да си кажуваше за себе. Така работеше сите 11 години. После, Илија Димовски исто многу мудруваше на говорницата. Нека објасни Илија Димовски од кај му е таа хациенда на Охридското езеро со посебен прилот до неговата вила. Може да се мисли Луј 16 или Светилија. Не е ништо освен обичен криминален. За Даниела Рангелова, што ја нападна министеркава за социјала. Не знам како не се срами Даниела Рангелова. Прво нека објасни од кај се парите што си го купи станот. Јака во вилиците, арогантна, дрска и безобразна. Криминал до криминал. Исто и Христијан Мицковски, што сега е новиот шеф на ВМРО ДПМН. Ни тој не паѓа подолу овие тројца што ги наброја. И ако почнам да бројам, нема да стаса времето. Толку имам да кажам за ова. За нивниот криминал. А за средбата во Охрид, јас мислам дека се ќе биде во ред и дека Никола Димитров работи се
за оваа држава да тргне напред. Толку имам. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Со 40 гласови за и 62 против, собранието не и изгласа недоверба на владата на премиерот Заев. Дали очекувавте во оваа насока да се изгласа секако недовербата на премиерот Зоран Заев и дали сметат и од која причина токму сега се случуваше оваа интерпелација? Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студијата. Благодарам, поздрав и до вас. Пријатен убав сончев ден. Благодарам. Вака, за првата тема, само кратко, бидејќи сме говориле многу пати на ова. Убеден сум и сигурен сум дека ќе се реши и ќе се надмине проблемот, кој што не мачи веќе 25 години. Да. И мислам дека тоа ќе се заврши онака како што треба, односно во интерес на двете земји. Бидејќи компромисот значи отстапки од двете страни. Да. Компромисот не носи победници, компромисот носи решение. Затоа имам толку да кажам. За втората тема, сакам неколку работи да нафрлам, колку за размислување за понатаму во емисијата за нешто ќе се јава. Прво, интерпелацијата беше по моје длабоко убедување и сигурен сум во тоа, дека сакаше Мицковски да провери колку луѓе му се сега расположливи во собранието за да може да прави она што го има намера да го прави, а тоа е да спроведе интерен, значи зборувам интерен диктат на Груевски, кој што со својот говор вчера пред говорот завршен на премиерот господинот Заев, кажа еден куп небулози, меѓутоа ќе се навратам на тоа. Мицковски сега се огледува дека има 40 луѓе позади себе од 51. Каде му отидат тие 11? Дали тие 11 се доволно запознаени со она што сега како судски процеси се водат во државата и дали се свесни, односно се освестија тие 11 што уствари направиле во Македонија за владењето нивно за времето на оние 10-11 години. Сега, тие 11 се оние кои што слепо сакале да ја слушаат партијата, верувајќи во подобро утре, меѓутоа не се офајдиле. Што правиме со овие 40, ќе видиме понатамо. Има инстанции кои што треба да пресудат за такво нешто. Оние 62 се тие 62, меѓутоа сега ако правиме други математики, доаѓаме веќе до некаде и 75 луѓе. Зашто и не е потребно, затоа што јас ова не го сметам како утакмица, па овој победил со 2-1 или со 3-1 или не знам што, меѓутоа она што е битно е рейтингот и свеста кај самите пратеници, односно народни избраници, како треба да гласаат за една интерпелација на влада која што од 10 нецели месеци ефективно работи нецели 8. И аргументите си беа кажани вчера. Она што мене ме зачудува е ароганцијата. Не е, јас ќе ми дозволиш да искоментирам само претходната гледачка. Не е јака на Вилица Рангелова. Рангелова е филозоф кој што сака да каже, ама не знае да рече она што треба. Добро. Затоа што нема што, празна е тетрадката од која што таа треба да чита со незините остварувања и така натаму. За становите нема да навлегувам. Има кој што да го каже, меѓутоа она што е битно, Илија Димовски, немојте да му го знаеме вокабуларот негов, го знаеме и школството негово, па ја заборави Илија Димовски дека тоа е еден од оние поднаводници, сега кажувам, проклетите соросиди кои што му овозможија школство. Па тој беше сликан, има такви работи таму. Како се образуваше Илија Димовски? Преку фондациите од Сорос. Доаѓаме до Владко Ѓорчев. Владко Ѓорчев, ако го слушаме говорот, такви празни зборови, полни со филозофски небулози, па повеќе не постои такво нешто што некои од гледачите, не од пратениците знаат, од гледачите што тоа ќе го купи. Не постои такво нешто. И на крај ќе завршам само со Никола Груевски. Па луѓе, знаете ли кој ви говореше на говорница? Знаете ли бомбите ги заборавивме? Никој не ги заборави.
Никој не заборави што све беше правено, како све беше правено, што све беше монтирано од судски случаи, од апсења, од противречности, од крадење, од прислушкување. Све беше тоа завршено. И Никола Груевски дојде да каже на Заев да му рече дека не бил за премиер, да молам. Нема да навлегувам во психолошка анализа на личноста, меѓутоа очигледно дека товарот на судството тешко му паѓа. Меѓутоа требало тоа да го мисли пред да ги направи злоделата за кои што е обвинен. Ви благодарам на вниманието и се најдобро. Ви благодарам и вам за вашето јавување, искажано мислење. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да се надоврзам на момчето пред мене. Свакам му част. Добро. Се што сакав јас да кажам, меѓу ќе се надополнам. Ајде. Прво, кога се излезе на говорница ово малото диктаторче, Никола Груевски. Не знам со какво лице, со каков срам, наместо да каже нешто во шутка, да ја каже на своите колеги, тој излева на говорница и се што кажуваат, дали сте приметили, се што кажуваат во наредните 10 години, се што правеле, се што краделе, се што убивале. Каква Ранđелова или оној циркузантот од Струмица Глумецов. Тоа, дали ги пратите покретите, истите покрети што ги правеше Груевски, значи, апсолутно се за нив разговара. Апсолутно нема ништо со она блага веза со интерпелацијата. Сакав само на тоа да се надоврзам. Иначе момчето пред мене се каже. Тоа е срамота. Срамота, млада господице. Пријатно и голем поздрав. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Со 40 гласови за и 62 против, собранието не изгласа недоверба на владата на премиерот Заев. И првата тема почна новата рунда разговори за надминување на проблемот околу името. Денеска се сретна Нико Скодзијас и Никола Димитров во Охрид, каде што разговараат за прашањето околу името. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, драга и омилена Мартина, Јордан Златанов. Повелете. Сега прво ќе кажам па ќе повторам. Големите сили како ќе кажат и амин. Второ, филозофето без име. Нека се представува како јас се представам. Јордан Златанов живее на Зелен пазар на балкон. Добро, тоа секој си има по своја желба дали ќе си се представи или не. Не, зборот ми за македонците сега, за интерпелацијата. Ајде. Значи, се виде дека таа интерпелација, самите македонци кои сме. 100 пати сам рекол, албанците никош еден збор против себе не си рекле. И јас сметам дека за Македонија, македонскиот народ и другите народности, освен за албанците, бидејќи јас мислам дека сме поробени од албанците, чајре само експертска влада. Со таа експертска влада и меѓународен суд, бидејќи сите зборат лопови. Бе, дајте сите тие лопови со меѓународен суд да се формира тука, со експертската влада и автоматски да се расчисти и да знаеме дека веќе у Македонија ќе почнат да не водат лидери кои се честни, поштени, кои што имаат, значи, срце, душа и ќе го почитуваат граѓанинот, а не да не сметат помалку од една кокошка или било што. Значи, сето тоа се види со стратегијата, нели? Со 100 пати сам рекол дека тоа е стратегија за извршителите. Сите се подкупени. Сите се наместени. Еве и сега, што се прави, како се прави. Па како можете да не крадат и немат никаква милост. И едната влада и другата влада обеќава, а еве со вршителите. Значи, пусто, викам дека законот треба да се измени за овие што се парламентарците. Да не може во друга партија да помине, бидејќи народот гласал за таа опција. И има, нели, она коптирање, уфрлање на средниот, значи, што бил позади него на листата. Не можам јас, утре ќе ми дадат 2 милиона евра, ајде ќе ќе одам во друга партија. Тоа е октоподот, што викам. Тие, со цогледи, што се вртат, што викаме за прво бацуваат, рака бацуваат и на секого бацуваат. И сега народот кој го стрижи, значи ние ќе видиме секој угнетувани и омаловажувани. Значи сите, значи тие што гласаат таму,
и 100 пати сум рекол, да ги дават со име, презими, со слики. Народот нека ги гледа. Тогаш ќе бидеме чисти и срекли, бидејќи ќе помислат веќе и нивните фамилии и деца дали ќе можат да излезат на улица. Бидејќи народот еве ние се изјаснуваме што мислиме. На тој начин, мислам дека повеќе ќе се постигне победа благодарение на вашите емисии и толку. И уште да ќе повторам, за државата никој лошо да не збори, него да зборуваме за лоповите, тие лепливи прсти кои што не продаваат за една чорба, за една пача и што да можат, и кисторот ќе ги земе. Ви посакам здравје, долг живот и убав ден како што е денешниот. Се најво позадато. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Почна новата рунда разговори за надминување на проблемот околу името. Ова е трета средба помеѓу Кодзијас и Никола Димитров и токму една недела пред извештајот на Европската комисија. Одиме со следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Почна новата рунда разговори за проблемот со околу името. Так. Ние немаме проблем со нашето име. Во светот скоро 140 земји не признаа по тоа уставно име. Зошто сега одиме со глава во зид? Зошто преговараме? Ние си знаеме кои сме, ние знаеме која држава сме, ние знаеме кое име го имаме. Зошто? За да одиме во ЕУ и НАТО? Па ЕУ они не спремнат, а не грците. Тоа е се договорено, и устав, и идентитет, и се со време договорено. Уште Димитров кога беше амбасадор, тој сите таму ги спроведе и сите се договорија како треба да ја рушат Македонија и македонскиот народ. Сето тоа е договорено, само е маска на народот, еден со друг да се напаѓа или еден со друг да си вади. Кој е ВМРО? Кој е СДС? Сите сме македонци. Разберете еднаш, подадете рак еден на друг. Не си вадете очи еден со друг. Еден да го нападне другиот да го нападне третиот. Тој крадел, вој не крадел. Сите го крадат обичниот граѓани. Нека не лажат. Сите го лажат. Тунте скинтегува на говорница, ночи сите го гледаме и сите не лаже. Да не лаже да има и неговите деца. Срамното за македонскиот народ. Еден со друг да спотат, се напаѓаат. Добро. Така да, господјо, се губи линијата. Тука ќе ви исклучиме, секако можете да се јавите и да се доискажете вашата мисла. Има некој проблем, претпоставувам, со мрежата, така што ете ќе можете повторно да се јавите. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Не можам да се насмејам. Здраво, Мартинче, колечке, супер. Петра Христовски Пепи. Повелете. Барем прекина. Аман, шо е тоа викање, бе, среден збор кажи. Ко ќе речиш ти, добро, значи треба да престанат. Добро, готово. Значи, краток јас, секогаш. За името неќум разговори, знаеш тоа, прекинување, НАТО неќум, ЕУ неќум. А зошто прекинување? Неколку пати досега го зборувате тоа, секогаш кога имаме таа тема, секогаш велите прекина разговорите. Зошто? Затоа што сме ние, како што рече, што викаше претходната, немаме ние проблем, Грција има. Ние си имаме име од 45-та Република Македонија. И така, овие сега што се договараат, само ќе пијат узо и ќе јадат суфлаки. Знаеш што е тоа, нали? Да не зборам на грчки. По моје тоа, оти ако се смени каква била Додовска, тоа ќе биде многу лошо. Сега краток да бидам јас секогаш, тоа е Мартинче. Ако сега спрашај му ше нешто? Не, тоа беше. Добро. Сега за ова. За интерпелацијата. Ова, сите рекоа све, јас знаев дека нема да успее интерпелацијата, тоа е игра, тоа некоја да се покажат, меѓутоа најважното него рекоа, сега на рече, знаев, не треба меѓународна, не треба експресна, што рече господинот Златаров, му го запомнеш името, не треба, него треба сега хитно сите да ги вратат 18,5 милиарди евра и да одат во заслужена
место кај што треба, затвори, така натаму и така наваму. Тоа ќе биде богата Македонија. Сега Заев треба да се нафати со тоа, не да се одлага. Не Груевски господино Груевски да зборува вчера. Него не требаше ни да зборува, затоа што е обвинет и Германија кажа и сите кажа. Тоа е сега на ред на господинот Зоран Заев. Поздрав од Петар Христовски Пепи до сите. Поздрав и до вас, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па јас и порано беше поставено прашање за интерпелацијата, јас рекол дека нема да успее. Дека владата во секој случај ќе добие во овој случај мнозинството. Така да беше позната таа работа. Ниједна интерпелација до сега не успеела, па и ова исто така. Значи, тоа е тоа. Тоа што некој зборува на говорница, го држе времето. Јас се бајле си изразивува на контактна, па да бе, муабет и за начешма, за селска чешма, така да не беше нешто сериозно. Например, сите се лепеа, си лепе етикети, лопови, вакви, онакви, ова направивте, ова не направивте, вака, то се знаеше дека така ќе ни работа. Зошто бидна уствари интерпелацијата? Па за да влези, мораше ВМРО да најди некој изговор за да влези во собранието. Мора да влези во собранието, после изгледа од озгоре, мислам, некој ми кажал дека вака не оди, дека вака не може државата да оди напред и едноставно, па ете го изговорот, влегуваме со интерпелација. Влегува со интерпелација, пропадна интерпелацијата, толку за тоа. Добро. Што се зборува за грците? Ајде. Јас не очекувам некои големи чекори. Не знам колку пати се повторувам дека Грко е тврдорев. Не е некоја мачкина кашлица. Не можам да речам дека е во право. Ние сепак имаме право на своето уставно име, Република Македонија, и премногу се разликуваме од тив, значи, тие имате на покрајна Македонија, душе поголема е од нас, од нашиот дел, меѓутоа, сепак, имат. Грко едноставно има лоби ама баш во сите држави во светот, така да тоа е она на што се подпира тој и дека може да има... Едно прашање само, доста гледачи зборуваат дека се врши притисок врз грците, врз Грција и дека се врши притисок и кај нас. Дали сметате дека можеби овие земи каде што велите дека и постои грчко лоби, а постои, го прават тој притисок врз Грција, се со цел Македонија што побрзо да влезе во НАТО алијансата? Значи да се промени името со цел да влеземе ние во НАТО алијансата. Па баш заради тоа лоби, тоа е нивната одбрана. Тоа е колку што се врши притисокот, толку е на некој начин тоа малце и фолирање, народски кажано. Меѓутоа сепак може да се очекува еден мал исчекор напред. Не знам, може во наша корист, во секој случај ние очекуваме во наша корист да биде. Да. А не во нивна, така да може да постои еден мал исчекор, меѓутоа дека овој пат прашањето ќе биде решено, нема да биде решено. Така. Толку од мене. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден, Мартина. Добар ден, македонски народе. Повелете. Па јас пак ќе го повторам задоволството дека меѓу народот се повеќе се доближуваат ставовите. Прво ќе го поздравам господинот татко на 3 деца. Зашто не му го знам името, не сакам другачи да го условувам. Човекот едноставно има право и да се лути и да се навредува. Го слушнав на оваа тема. Денес на петка се изјасни и апсолутно го делам неговото мислење дека ДПН влегоа за да му го уште повеќе да му го кренат рейтингот на Заев и во тоа успеа, меѓутоа намерата знаете која е? Да си бидат исто. И тогаш више ќе бидеме многу среќни и весели дека сите криминалци, кој обвинет, кој не обвинет, кој ќе лежи, кој не ќе лежи, никој нема да лежи, се разбира, ќе си бидат една дружина што и понатака ќе не плячка, зашто ми закон
со овие луѓе што пиштат за со овој последниот скандал со сметките блокирани, ништо најелементарни работи не се реши, и нема да се решаваат. Туку игранката е Мартина друга. Треба да се одлучи за името, тоа што не боли сите. И сега, ако забележувате, а јас забележувам затоа што упорно пратам и повеќе од што треба и информации од страна, мислам од странство. Та Independent, New York Times, фура е работава, не делава да се реши името, тоа ни го кажа Израел. И сега ќе се прашаме зашто. Затоа што во тоа сум во право, сум го изговорила и вие знаете се што ќе кажам, затоа што ние му требаме на НАТО. Во овој момент ситуацијата со Русија е толку сериозна, а ние со вестите некако сме многу демократски, ни една телевизија не ни кажува што точно се случува. Се случува тоа, русите и кинезите се тргнати кон Сирија, Америка со Европа преслушана, непреслушана, Тереза Меј уште не до вечер ќе одлучуваат. Дали сте се уште на линија? Гледачката се исклучи. Добро, ќе можете повторно да се јавите, секако бидејќи се исклучи линијата. Дали во овој дел ќе успеете да не добиете или во следниот дел, секако да си скажете вашата мисла, вашиот став. Почна новата рунда разговори за надминување на проблемот околу името и со 40 гласови за и 62 против, собранието не и изгласа недовреба на владата на премиерот Заев. Дали очекувавте дека во оваа насока ќе биде гласањето за недовреба на владата? Што сметате, дали, и така како што спомна и некои гледачи, можеби на овој начин сакаше опозицијската ВМРО ДПМН да види колку луѓе има на својата страна, или пак причината за интерпелацијата е сосема друга. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме гледач на линија? Почна новата рунда разговори за надминување на проблемот околу името. Како што споменавме, ова е трета средба помеѓу Никос Коdzias, грчкиот министер за надворешни работи, и македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Шефот на грчката дипломатија Никос Коdzias од вчера попладне е во официјална посета на Македонија. Тој во Охрид беше пречекан од високи представници од Министерството за надворешни работи, пошто имаше работна средба со неговиот колега, како што реков, македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Денеска 20 министри започнуваат и официјалната преговарачка рунда за спорот со името. Ова е трета средба меѓу Димитров и Коdzias, која се случува една недела пред новиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, во кој владата очекува да добие безусловна препорака за почеток на преговорите. Пред пристигнувањето на Коdzias во Охрид, шефовите на дипломатиите на двете земји изразија оптимизам и надеж за успешни преговори и позитивни резултати и за двете страни. Наскоро се очекува и средба на 20 премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, средба за која шефот на македонската влада рече дека е клучна за решението. Што сметате, која е причината поради која што сега се случува оваа средба, токму една недела пред извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, и што сметате каков ќе биде овој извештај? Секако дека во следната недела ќе имаме една тема, откако ќе излезе секако извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Ќе отвориме една ваква тема, каде што секако ќе сакаме да го слушнеме и вашето размислување. Што се однесува до интерпелацијата, по целодневна дебата со 40 гласови за и 62 против, собранието не изгласа недовреба на владата на премиерот Зоран Заев. Вкупно гласа 104 пратеници од 107 присутни. Воздржани беа 20 пратеници. Иницијативата за интерпелација на владата ја поднесе опозицијската ВМРО ДПМН со потписи од 40 пратеници. На гласањето му претходеше долга дебата со обвинување и критики од опозицијата за ресипништво, криминал и продавање на државата, како и контраобвинување од пратениците од власта дека тешко се поправа она што некој цела деценија душмански го уништувал. Премиерот Заев во своето обраќање пред пратениците уште еднаш ја повика опозицијата на конструктивност во интерес на државата и во пресрет на евроинтеграцијските процеси. Своје обраќање имаше и екс-премиерот Никола Груевски. Предлагам уште еднаш да ги погледнем изјавите на
премиерот Зоран Заев и бившиот премиер на Македонија Никола Груевски. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Во услови кога 22% од работно способното население се уште бара работа, во ситуација кога нема резултати од работата на владата во овој сегмент, кога нема ни странски ни домашни инвеститори, како што имаше преходно, тие се трудат од петни жили да објаснат дека заштедиле на патни трошоци. Скандал е кога во преговорите со Грција ќе се доведете во ситуација да молите барем внатре во земјата да се нарекуваме со нашето уставно име. Тоа е скандалозно лошо преговарање. Не е проблем да се разговара за името, за да се најде решение. Тоа сме го правеле сите влади во минатото. Но да се разговара на начин што ќе се доведеме во ситуација да молиме за тоа како ќе се викаме по дома, тоа е едно. Скандал е ненајавено на избори да ги ненајавено на последните избори да ги качувате даноците и да го полните буџетот одземајќи дополнителни пари од џебовите на народот и на компаниите. Скандал е денешното обраќање и на госпоѓа Шекеринска, со која таа дава наредба на партискиот суд колку требало да не осуди нас како нејзини политички противници. За да се создадат услови за темелна промена и за отстранување на последиците од разрушениот систем, неопходна е вклученост на сите одговорни политички фактори и малку повеќе време. Системот мора да се регенерира од внатре во самите институции. Не може да увезете системот надвор, некој да ви го донесе. Тоа мора, почитувани граѓани, сами да го направиме. Низ тешките политички премрежија се создаде парламентарно мнозинство која презеде одговорност. Затоа апелирам на одговорно однесување и инклузивност, на конструктивен придонес, за да ги спроведеме реформите, да не правиме од Република Македонија современа, европска држава и општество достојно за живот за сите граѓани, без исклучок. И конечно да ги оствариме нашите стратешки цели, а тоа е членство во НАТО и во Европската Унија. Да не запаметат како генерација која ги оствари стратешките интереси на државата и на граѓаните. И не можам да кажам дека во одредени моменти, за одредени ситуации оваа отворена можност не беше прифатена од опозицијата. Но не му е лесно на новиот шеф на опозицијата. Јас дури и оваа иницијатива за спроведување постапка за изгласување доверба за владата во Собранието на Република Македонија ја прифаќам како можност за преиспитување, за резимирање на ефектите од спроведување на досегашните политики и од работата на реформите. Така, тоа беше изјавата на премиерот Зоран Заев и екс-премиерот на Македонија Никола Груевски, каде што вчера секако се гласаше недоверба на владата на премиерот Зоран Заев. Тоа што се однесува секако до втората тема. Првата тема, поштановата рунда, разговори за наменување на проблемот околу името. Имено откако вчера во Охрид на аеродромот Апостол Павле слета грчкиот министер за надворешни работи Никос Коdzias, денес се очекува целосна и детална средба со неговиот македонски колега Никола Димитров, при што ќе се разговара детално за следните чекори во изнаоѓање на решение околу спорот за името. Досега македонската страна прикажа највисоко ниво на конструктивност и посветеност и таквите заложби се јасно детектирани од меѓународните партнери, кои се надеваат дека решение ќе има, пошто Македонија ќе може да го продолжи својот пат кон НАТО и Европската Унија, пишува Фактор. Добар знак е и тоа што министерот Коdzias драстично ја промени својата реторика во медиумите и во пресред на средбата во Охрид. Од неговата посета на Белград даде многу прибрана изјава во која посочи дека прагматизмот и реализмот се клуч во наоѓање на решение. Истото го следи грчкиот владин портпарол Дзанакопулос, кој изјави дека во преговорите се уште треба да се покријат многу работи, но ниту еднаш не спомна дека Грција останува на барањата за уставни промени во Македонија со цел да се гарантира евентуално постигнатиот договор, сметајќи дека сега постои политичка волја и голем капацитет да се најде решение на спорот за името, се вели во Factor.mk. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам. Поздрав до вас. Првата тема што беше за името? За, да, дека денеска започна новата рунда разговори меѓу Никос Коdzias и Никола Димитров.
Да. Пред се, не се надам на Арно да виде. Привидејќи предходно, беше пред 2 недели, беше и 3, отприлика не може да кажам точно, беше овој нелегитимна премиер и не посекуваниот од 75% граѓани што не го сакат. Одеше во Грција и во Грција и се понуди се што сакат да потражат, секој подпише и договор. Добро. И договори, подписи како и у Бугарија исто. Значи, надеж нема. Тоа е он го тоа луде, црвена линија го кажа јавно пред сите, нема ни за ранкови, ни за бугари, ни за грци. Значи, неговата желба е да нема Македонија. Што поскоро да се оди се замина. Втората руда, исто за што сакате да кажете, беше што беше втората тема? Втората тема за интерпелацијата која што се случи вчера. Интерпелацијата исто 75% граѓани не посекува, не дават доверба, затоа што е зло на државата. Знае се кои даде доверба, тие пратени се кои се подмитени, кои се под уцена и кои и сакат да заработуват да нема Македонија. Не се македонци, чисто знае како беше преговорите предходно, дека Заев договараше за јазико, за бугари историја, за грчка, за секакви, за 3 дела поделба на Македонија. Исто тоа не е добро, знае го и па дава доверба. На кого дава доверба? Својата држава, за својот народ, за своите семејства. Не си сака семејство, него секако гледам, гледашето е на тоа на сите македонци, дека парите се поважни него од државата. Црни пари ќе видат. Тоа да знаат дека од народот што сака да ја уништуват Македонија, тоа ќе нема да ја успее и па народот ќе победе и довербата ќе има народот во своји раце. И мултиетничко ќе се живее сите, не со делби, со мржни соседи и добро соседи што ги прави заедно. Сите овие сценарии што ги прави за ова држава, овие 3 години кризи и да не продолжат кризите, треба да се спречи и да си даде оставка почитно. Затоа и у Германија оди и тамо да ни доведе бегалци и тамо разговарано. Сегде се нуде. Сегде доброволно одбаза да неговата нива или куќа или што е. Со држава не сме така си играе. Пријатно ви се наубаво. Ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, бидејќи доцни сигналот кај вас се создава и фунија, да можеме подобро да се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Мартинче, како сте? Добро, одлично. Вие како сте, добри? Не, Зоран Заев, само напред. Добро. И благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, гледачка од Скопје. Повелете. Во однос на интерпелацијата ќе кажем дека ВМРО што запнале, мислат така лесно ќе дојдат на власт. Само они се свесни, меѓутоа го прават као вечето се они во некоја кампања. Јас ќе кажам вака, дека ем шуто, ем боде. Полна им е устата со народот вака, народот така. Народот со нив дојде, значи, гол до коска. И се што правеа сега, кога зборуваат, го зборуваат оно што го правел. Не дека се овие цвечки, туку сепак барем помирно некако се живее, да кажам. Инаку не сакам да ги фалам, значи поопуштен народот, меѓутоа не ми се допаѓа тоа дека и едните и другите се продадени души и си гледаат само за себе, тоа е точно. Во однос на СДСМ ќе кажам дека и друг пат сум кажала, кога да сте на
ги распродаваат нашите обележја и мислам дека тоа го прават исто за профит. И дека се странски платеници, да кажам, во тој однос, во име това. Сметам името дека треба да се прекинат преговорите, а не овака играат театар, значи само постепено да даваме ние отстапки. Што ние добивме со овие преговори? Ништо. Само народот е понишен, нервозен и така натаму. Да. А тие сепак добија, еве, променивме ова, иако е интернационално името Александар Велики. Така. Моравме да ви исклучиме поради интерес на времето за вестите кои што следуваат во 12 часот, меѓутоа можете да ја доискажете вашата мисла во вториот дел од оваа емисија. Во 12 часот, како што реков, следуваат најновите информации од Македонија и од светот, веднаш потоа следува рекламниот блок. Ние се враќаме по рекламниот блок со истите теми. Останете со нас.